Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Димче Велев, председател на Сојузот на Сдружение на диабетичари, Викторија Јордановска, НЛП тренер и модната дизајнерка Мирјана Јосифов. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад после утринските вести, почитувани гледачи. Добре дојдовте. Во продолжение ќе имаме разговор со нашите гости кои што ги видовте на Фуршпанот. Сега ќе ги запознаете овде во живо, иако верувам дека можеби и ги знаете, можеби и не, дел од нив и веќе биле кај нас во Канал 5 телевизија, меѓутоа вака оваа комбинација на мене многу ми се допаѓа. Посебно ми се допаѓа што ќе бидеме заедно со Бисера. Јас и Бисера, од кога Бисера почна да влегува во студио, никогаш не сме биле заедно. Така да Бисерче, прво да ти кажам дека сум многу среќна вака, официјално дека сме заедно, никогаш не сме биле. Не. Да, добро. Се сеќавам на добро утро за тебе вака официјално сега пред камерите. Добро утро. Елена, мило ми е навистина што во ваква комбинација се гледаме. Јас и ти снимале многу снимања надвор од Канал 5 кои што гледачите можеле да ги видат, барем оние кои што редовно не следеле, но во оваа комбинација прв пат сме заедно. Да, ќе биде интересна емисија, сигурна сум. Да им кажеме добро утро и на нашите гости, на кои што исто така ми е многу драго што се тука, затоа што имаме доста интересни теми кои што сакаме да ги отвориме и да ги поразговараме со нас. Значи буквално се сите различни, од различно професионално поле, со различна професионална позадина. Ајде ќе започнам со жената која што седи до мене, Викторија Јордановска, НЛП тренер и коуч. Викторија не е прв пат овде во Здраво Македонија, ама мене ми е, не знам, секогаш сум многу среќна кога ќе дојде во студиото, затоа што некако тие се нашите теми. Знаеш, секој водител си има некоја тема посебна, а темите со Викторија ми се секогаш драги. Викторија, добре дојде во Здраво Македонија. Добро утро и добро ве најдов. Да. Одиме со единствениот господин кој што е тука меѓу 4 жени и верувам дека му е прекрасно. Тоа е Димче Велев, председател на Сојузот на Сдружение на диабетичари. Димче, добре дојдовте и вие. Добро утро, добро ве најдов и привилегија да бидете во вакво друштво. Вака. И треба да биде така, нели? Да. Добро. Имаме уште една прекрасна дама која што е овде во Здраво Македонија, она е модна дизајнерка, тоа е Мирјана Јосифовска, која што ни доаѓа од тетово. Мирјана, добре дојде. Добро утро, благодарам за поканата и задоволство да се биде тука. Мирјана, преубаво изгледаш вака со трака или како се вика сега тоа венче, трака. Мислам, мене ми е трака, па со црвениот кармен, значи преубаво се го искомбинира. Знае како да искомбинира. Кога човек знае. И со синиот круг. Да, И со така е. синиот круг. Вие сите имате, само јас немам кругче, ама јас имам вакви подарочиња, тоа се од Димче ни донесе такви некои аксесуари. Да, за поддршка на диабетичарите. На джемперот, ама ето, имаш ти? Имам, Крупче да. имаш ти, а мене не ми дадовте. Имам крупче за поддршка на диабетичарите, бидејќи Што ја нели ги поддржувам диабетичарите? Ти алка можеш да ставиш. Ајде, сега ќе си сам ќе ми одговара со шичката од микрофонот. Добро, значи добре дојдовте на сите. Уште еднаш ќе кажам, многу ми е драго што сте тука. Ајде ќе започнам сега вака со Викторија затоа што е веднаш до мене. Викторија, еве сега сакам, значи нас не следи и машка и женска популација, помлади, повозрасни, леле, благодарам. Ама вие го извадивте од кај вас. Добро да јас сум тој што ќе Се најде друго. Тоа си е мој, јас кој се земам ново. Да, благодарам. Добре, еве сега ќе го ставам јас и ова. Викторија, прашањето ми е затоа што не следи нели машка и женска популација, помлади, повозрасни, некако јас барем она кој што го гледам во последно време е дека многу од луѓето како да се на некоја раскрсница, како да не знаат кој пат да го фатат. Верувам дека тие имаат може некоја професија, некоја кариера која што можеби не ги исполнува, па сакаат да скршнат, па сакаат да почнат нешто ново. Имам чувство дека има некој бран на луѓе кои што сакаат на вистина се да променат во својот живот, ама нели сега викаме во Македонија, мала земја како нашата, нели многу е тешко. Вие сте една од жените која што има доста инспиративна приказна и работи со доста инспиративни жени. Буквално вие сте, нели ве кажавме како коуч, тоа е еден тренер кој што им помага на луѓето, сега ќе ги земам жените, нели, затоа што претежно со жени се работи, да буквално откријат кои се и што сакаат во животот да работат. И јас мислам дека тоа е една многу благородна мисија за ти кога сватиш кој си, што си и каде сакаш да одиш, мислам дека се буди во тебе една нова личност, една нова енергија која што те води само напред, ама вие сте тие кои што им помагате на таквите луѓе, на таквата група да го открие тоа. Кажете ми какво е вашето искуство еве вака со жените во Македонија? Што се случува и дали навистина живееме во некој еден таков бран на редирекција, ако можам така да кажам? Од малку подолго прашањето. Големо прашањето, долго да почнам од некаде.
Да, работам со луѓе на откривање на нивниот внатрешен човечки потенцијал. Сите ние во нас имаме ресурси, сите ние во нас имаме некаков потенцијал кој што го откриваме нели заедно во таа работа како поддршка работам. Не само со жени, туку и со мажи. И тоа што е интересно е што на моите обуки 95% се жени. Значи, ние жените работиме на саморазвивање, на себе развој, на учиме како да се подобриме, како да се го подобриме животот. Јас се прашувам што ни се случува со мажите. Искрено, се прашувам каде мажите ни заостануваат. Да, работиме и со жени затоа што и жените се на некој начин во патриархат живееме, се уште. И сме живееле векови уназад и ние сме кондиционирани нели да бидеме да се смалуваме себе си, да ќути заради мир во куќа и немој да се која си па ти? Која си па ти да правиш ова што правиш или да сакаш да бидеш нешто повеќе од тоа што си. Така што има многу работа за да им помогнеме на жените да излезат од таа улога на нели потиснати, не смеам, од сенката на сопругот, на мажот, на таткото, па и понекогаш. Сега, она што ме прашавте како Јас имам многу други прашања сега. Извинете, да, ви нафрлав неколку работи, меѓутоа сега би сакала да се навратам на она вие кој што го кажавте. Од друга страна, ако имаме многу повеќе, би сакала тоа и гостите да го кажат, свое мислење, нешто кое што сум забележала и се случува кај многу од жените, кои што се пронашле, се пронаоѓаат, одат напред, се нели амбициозни со самодоверба, она кое што го кажавте, каде се мажите? Не можат партнер да се најдат. Мажите имаат проблем со такви жени. Зошто? Затоа што мажите не работат на себе, пак ќе кажам. Затоа што ако останеме во таа мапа, ние во НЛП викаме сите ние имаме некаква мапа на светот и сите ние имаме субјективна реалност. Ако јас не ја проширувам таа моја мапа на светот, на мојот свет, ако не учам, ако не се образувам, ако не гледам, ако не искусувам нови работи, останувам во тоа квадратче, во таа кутија останувам. И сега доаѓа една жена која што ја проширила својата мапа, која што е самостална, која што не зависи од никого. Не е лесно да бидеш партнер на таква жена. Да. Така? Па најмалку да ја доминираш, како што се научени. Најмалку да ја доминираш, да. Повеќето мажи. Да. Ама еве би сакала Димче да каже некој свое мислење за како единствен маж тука да видиме каков е вашиот став, Димче, за оваа тема. Јас сум среќен што слушам ова. Зошто? Јас ке потсетам пред 25 години беше обратна дискусијата. Дека мажите одевме напред, а жените седевте дома. Бевте под патриархатот. Домаќинки. Добро е ова, прв пат слушам, ако се подсетиме дека еве сега буџетот е актуелен во собранието, има посебна комисија за родово буџетирање за да се освестиме и добро ако жените се освестиле дека треба да работат на себе, да излезат од таа кутија, не збориме за дома, нели, туку надвор од зидовите, дека има друг свет и тоа значи дека во Македонија бргу, не во иднината, бргу, ќе се промени состојбата многу подобро, затоа што жените ги следат мажите. Јас до сега имам нели дефиниција што викаме нема да пробуваш жена да дешифрираш и сопругата дори. Нели секој најдобар збор вика у криза у брак е кажи ти си управо, Чиста работа. Чиста работа. Се друго е подсомнеш. Ова беше сериозно кажувам дека јас бидејќи диабетес добив пред 10 години, а пред 30 години работев јас сум може да се изненадите, еден од првите мажи сертифицирани од странци за родово сензитивност, родова едукација. И затоа ме радува што кажувате и немој да се жалите мажите дека нема и тие 5% се доволно сега за сега, затоа што па јас употребив, да не кажам, едно 10 години најмалку во мојот живот, да едуцираме жени, да едуцираме мажи,
Јас сум едуцирал мажи да ги пуштат жените, додат на курсеви за шиење. Додат на курсеви, а не ги пуштаат од дома. Така е. Ти имаш, нели, ова што го зборувавте, имаш дома работни задачи за кои што ти си родена. Не е точно. Добро е, се слушам и затоа ви велам, може сте изненадени од овој одговор, но и мажите се едуцираат. Само има други сегменти кои што ние во општеството, не сакам сега да нарушувам прво нашава средина што е позитивна. Ова е неисцрпна тема. На други теми, меѓутоа добро е жените да доминираат во ова што го кажувате вие како едукација. Браво. Миријана, вашиот став на темата? Па лично мислам, и генерално и тие се и моите гледишта, меѓутоа секогаш сум била многу заинтересирана за женската емансипација и колку е важно тоа за нашето општество, така да особено мило ми е што помладите генерации, да речем моите генерации и дури и луѓе помлади од мене се многу заинтересирани со ова и раста со тој некој став дека жената треба да биде независна, особено финансиски независна и дека треба своите цели и своите патишта кои што ги има поставено во животот да ги исполни. Така да мислам, особено мене ми е мило да речем кога започнав јас со мојот пат, што да ја имав на некој начин поддршката и од околината, меѓутоа од моите родители и почнав да работам нешто што не е толку типично. И нели се слуша малбети од луѓе од типот на као ти си женско, зошто тоа да работиш или слично. Меѓутоа работите се менуваат и таа поддршка од околината и од луѓето и личниот став, она за која ќе се спремиш нешто да го работиш, да не се откажуваш, мислам дека се многу важни. Но како да земаме преголем товар ние дамите, еве ќе се навратам на Викторија бидејќи Елена спомна како да сме на раскрсница, сакаме да смениме бидејќи имаме и работа и деца, бизнис, сакаме да почнеме, ама не може жената се. Па кај е тука мажот тогаш? Така, каде е мажот? Што мажот би направил? Нели го Димче тука е жената. Спомнат партнер не може да се најде. Од вас двете не повеќе не, општо. Не, значи ова не е така. Че не сте постигнале ништо ако отиде едниот да се едуцира, другиот да заоставува. Дефинитивно. Че тука немате партнерство. Так. И тука немате напредок. И ако реков сум среќен да има напредок, тоа значи дека дома ќе имаме исти обврски, исти задачи и едниот и другиот. И спрема деца, и спрема кујна, и спрема перење, и спрема пеглање, и сега да не редам точни обврски. Да, така. Партнерство. Имаме баш, не велиме бракот е партнерство. Каде е партнерство? Јас имам право да не бидам дома 3 месеци, отики сум бил настана да донесам пари, ама жената од дома 3 месеци не спе да излезе од собата. Или она ако отиде 3 месеци негде надвор, или ако почне да се занимава со дејност која што е ново во Македонија, тука стереотипите се наши македонски производи се уште. Мислам, имаме автентични, не светски, кои што треба да ги рушиме, да треба да се борите, вие, викам вие, да го кај жените тоа да надминува. Че не може да мислиме, ама јас сега треба да направам ручек, детето од градинка, то истото треба мисли таткото. Истото е. Па спонтано би требало да се одвиваат обврските. Не треба никој на никого да му каже. Ти се оди направи ручек, ти сега стави ги лиштата, се подразбира, го гледаш домот, сам спонтано ги правиш. И не треба се користи, се извинувам, ја да искористам прилика, кон вие што во суштина има една изрека, јас си дома ја кажувам, кој ќе ми речат фала што ми помогна. Извини, не ти помогнав. Јас ја вршам мојата обврска. Вики моја обврска и просмукалка. Колку што тебе те обврска и моја обврска. И ја газам и јас дишам тука. И јас седам тука. Јас така го прецепирам животот и така го живеам. Одговорност е тоа. Одговорност пред се за себе. И тоа го разговаравме пред малку или ние луѓето. Секогаш некој надвор од мене или ситуацијата или некој друг ми е крив за мојата ситуација. Многу ретко прифаќаме одговорност за одговорност пред се за мојот живот, а после и за околината во која што сум. Да. Семејството, па и пошироката околина. Системски, ако размислуваме. Да. Ама прво сум јас.
Дали јас го фрлам ѓубрето, дали јас го чистам домот, дали јас се грижам за луѓето околу себе, што правам јас? И за себе дали се грижам? И за себе, прво. Прво за себе, Така. да. Кога грижата за себе, треба и за здравјето да се грижиме. И за домот. Па да се надоврзаме на следната тема, 14 ноември, светски ден на дијабетот, и затоа ги носиме овие алки, беџови кои што ги добивме од господинот Велев, за да дадеме поддршка на лицата со дијабет. Каков е животот на лица со дијабет во Македонија? Не напред благодарам за можноста и вашата поддршка искрена. Така. Мислам, Канал 5 па како телевизија постојано и секогаш Да. не ја пренесува и во доволно време и точно поентите ги пренесува. Тоа е суштински и квалитетна соработка. Лицата со дијабетес во Македонија имаме малце специфична ситуација со тежина на животот. Особено ако го земам предвид годинашното мото на IDF, Светската диабетолошка федерација, а тоа е условите на работа, ние имаме малце потешок живот, бидејќи на работното место, на работните места, Така. сме или стигматизирани, или дискриминирани па не бркаат, или настануваат, особено луѓето со тип 1, бидејќи кој ќе им падне шекер, кога е хипо, кога имаат хипер, тоа трае 5 минути и 10, ама на газата не му се чека, или на менаџерот, и ги бркаат од работа. Значи, ние немаме посебно права и немаме пропишани посебно права за не само за дијабетес, за никого што е хронично болен, да седи на работа, да дава свој придонес, без посебни отстапки, освен кога има некаква таква ситуација состојба, за сите хронични болести. Дијабетесот е примарно и ние пробуваме, сега почнуваме како Сојуз, како тема, имаше многу неотворени теми, да разговараме за стигматизација пред се на младите, за на работа. Ние имаме случаи во Македонија изминатата година 3/4 во Сојузот евидентирани што беа избркани од работа, затоа што имал хипо, затоа што немаше сензор. Што не носат сензор дечкиве и кога носат сензор го сеќаваат и навреме ќе си земат нешто дека работат чекерче, момче, побрзо ќе се стабилизираат. Може да им објасниме на гледачите само за сензорите? Што се сензорите точно? Значи, тоа е систем за континуирано мерење гликемија и се чита на читач со самиот сензор, ама ние најчесто користиме мобилна апликација, сите имаат. Тој се става на раката, негде на мекиот дел од телото, и додека работите, вие ностоп телефонот или читачот, ако не смете телефон, до вас стои и ви кажува колку е гликемијата, има предвидливост, има стрелки, покажува на кај ќе оди. И сега онако знае дека му паѓа шекерот, оди во хипо, предам стаса до хипото, хипо не дозволува, додека работи тоа 30 секунди да земе бомбонче, да земе шекерче, нешто да се напие вода и продолжува да работи, да функционира, никаква отстапка нема. Додека немате системи за континуирано мерење гликемија, имате апаратче, вие немате време да го сетите затоа што хипото оди многу брзо. Кога ќе почне, треба минута најмногу да отиде до доле, во работа, зборам, кога не се ѓавате. И од кој ќе падне, му мерат чекер, сватиле, му даваат чекер, вода и станува, продолжува. Меѓу тој инцидент, таа случка, влија врз него после тоа на работоспособноста. Општо и за на училиште и за дома, за сека да зборувам, наш приоритет, еден од главните работи со кои што се не случајно се бориме, е тие сензори за тип 1. Ние имаме сега само 600 деца и млади што се покриени, односно добиваат од државата и лицата со дијабетичен ретинопат, односно слепило. Треба да се зголеми тој број. Ние сме далеку од 50%, а сме само околу 3200 лица со тип 1, кои што треба да добијат од државата бесплатен сензор. Тој сензор ќе заштеди, че научно докажано од европски држави, 6 пати повеќе и за компликации нема да има додат на лекар и ќе бидат без боледување. Наше единствено право после ова на работа кој се случува е боледување. Значи губи и работникот, губи и газдата, односно производството. Да. Затоа велам дека состојбата е добра со терапија, но сме на самиот почеток на програми за превенција за тип 2
Сојузот е посветен, прави најмалку 20 работилници низ Македонија годишно, зборувам. Почнавме кампови да правиме за тип 1, за деца и за млади, за нивната свесност уште на млади години до 18 да биде од можните компликации да се заштитуваат, за да живеат нормален живот со шеќерот, со диабетесот. Почнавме семејни кампови да правиме, да се разбереме во семејството, ова што зборувавме маж, жена, жена, маж, што значи диабетесот дома, најмала рака. Така. И општо за тип 2 правиме диабетес за да се превенира, но системот, државата, здравствениот систем, зборувам, слабо дава, иако ги сменија протоколите и за примерно здравство и за секундарно, немаме се уште развиено програми за диабетес, за превенција од диабетес мелитус, тип 2, уште во пред диабетес да се запре со физичка активност, со исхрана, со променет начин на живење, со таа неодговорена специфична равенка, како да не се нервирам, бидејќи стресот е најголем причинител за диабетес, за активација. Така, Димче, извини, само кога сме кај сензорите, би сакала да прашам затоа што вака од моје искуство како што знам, знам дека оние сензори кои што ги добиваат луѓето со овој проблем се како некој застарен модел и многу луѓе имаат проблем со тоа. Што правите вие како здружение да го смените тоа? Не. Дека воопшто не се ни точни. Јас се извинувам, со глукомерите се помешуваат фактите. Имаме во Македонија имаме 5, мислам, сензори регистрирани, 5 типа на сензори, сите се од најсовремените. Значи, ни нема сензор во Македонија. Глукомерите што до сега ни ги даваа, беа вон сериски и вон производство. Значи, тоа е за глукомерите или гликомерите, или ние популарно што ги викаме ленти апаратчиња. А има ли доволно гликомери? Има доволно гликомери, нема доволно ленти. Значи, ние добиваме минимално, за тип 2 ни даваат 50 ленти за 2 месеци, тоа се 50 дена за 60, мислам 50 ленти за 60 дена, а едно лице со тип 2 треба најмалку 2 пати ден да мери шеќер, за да нормално функционира, а тип 1, овие што не добиваат сензори, а добиваат гликомери или апаратчиња, добиваат 5 кутии по 50, тоа се 250 ленти, а они имаат најмалку по 10 пати на ден бацкање. На секој јадење. На станување, на физичка активност, на било на стрес. Че они нон-стоп се буцкаат прстите, не им се сеќаваат. И затоа се бориме сензорите да се дадат и овие што ги имаме во Македонија. Јас одговорно кажувам ова дека се од современи и квалитетни. Сега и меѓу нив има разлика, но немаме сензор во Македонија регистрирано, кој што имаме глукомер, кој што е вон сериски, значи го нема. Дури европјани кога се среќаваме, кој беше тој, која апарат зборувате? Не го покажува, ами ние 80-тите, 90-тите тоа користевме. Ние се обративме за овој последниот сега што беше до сега, бидејќи сега има нов тендер, очекуваме новиот апарат, кој е да видиме, кој е новиот глукомер и ленти што ќе ни ги доделат, да видиме со каков квалитет се, вие се обративме до фирмата од централата, вика ние ова не го произведуваме 3 години, 4. Како се појави кај вас? Добро, ќе го продискутираме и тоа е повеќе за не одземаме време, затоа што знам дека сум видела и некои групи на Facebook каде што споделуваат вакви проблеми, затоа и ве прашав, затоа што и знам луѓе кои што исто се жалат на тоа. Јас имам тој проблем лично. Јас имам приватно купен глукомер. Не имам државниот, не го користам. Во ред, повели Бисерче, знам дека имаш прашање. Прашање, уште многу прашања имаме, Елена, а не знам времето до каде сме. Ќе вклучиме тука, ќе продолжиме со секако со разговорот за диабетот, но да вклучиме и нашата трета гостинка. Елена, тебе се допадна марамата, карминот, како е средана и навистина. Целата, како што кажавме, дизајнерка, они знаат како и да се средат и да се... Всушност, знаете што ми било, извини, пред да одиш со прашањето, и гледам и на социјалните мрежи, нели, дизајнерите се имат ревија, нели, вие сте имале ревија, добро, и сега манекенките тука се лудило, најдобри. Излегува дизајнерот во црни фармерки, црна блуза. Да. Чао. Зошто е тоа така? Објасни ми. Зошто дизајнерите не носат некој можеби свое парче? Или не мора да носат свое парче, нешто да биде автентично за нив? Генерално да, сите да речем така, дизајнери имаат некој вид на нивна униформа,
Пример, во мојот случај, ја обично секогаш носам црно, и веројатно начинот на размислување, ако имаш униформа, целата креативна енергија можеш да искористиш на твојата работа, а не толку на тоа што го носиш. Така да секој ден ја облекуваш униформата и енергијата ја фокусираш повеќе на визуелно надвор, отколку внатре и тоа како се изразуваш со твојата облека. Но јас знаеш што мислам, дека не сакаат да излегуваат, па нели кој ќе дојдат манекинките, ајде да излезат, и они се така лабаво облечени, па може и за тоа. Не си видела на светските реви? Како не дека не сакаат да излезат накрај. Ајде. Да, како еве сите манекинките еве видовте, ама ние сме се скромни, ако ние правиме не знам светско шоу, ако збориме во светот или еве во Македонија, ма ние сме скромни. Па фармерчиња се обични, да, јас сум го забележала. Добра забелешка. Па затоа ние со тебе не сме дизајнерки, ние да сме ние ќе го украдеме шоуто, а не треба да биде тоа така. Кажи ми, повели да ти имаш Па истото прашање сигурно ќе беше за винтер носталгија. За името ме интересираше, да. Зошто винтер носталгија? Зошто не есенска носталгија? Инаку винтер, да, зимска носталгија беше насловена ревијата на која што се представи на Скопје Fashion Week. Да, зимска носталгија на македонски е новата колекција со која што се представи на модниот викенд Скопје, на кој што беа представени нови шапки од новата колекција. Генерално инспирацијата доаѓа од моето детство и зимските моменти поврзани со зимски распуст, со Божик, особено поради тоа што и мојот роден ден е во зима, така да тоа беше инспирацијата, беа тие моменти на топлина, дом, детство и вкусовите кои што се поврзани со тоа, обично нели костени, ореви, не знам, зелени бои како елка, црвено, пример греено вино и такви моменти, така да тоа беше инспирацијата, таа некоја топлина на зима да се долови преку боите во колекцијата. Така, да се вратиш назад. Предпоставував дека си родена во зима, затоа што е уинтер носталгија, затоа што јас не познавам некој кој што ужива во зимата, ја сака зимата, има носталгија за зимата, освен ако некој не е роден во зима и навистина сака ладно. Да. Има снег. Да. Ако нема снег надвор. Да. Па добро, јас не сум фан. Ама твојата колекција беше прекрасна и ќе видиме во вториот дел, имаме и фотографии кои што ќе можат да ги видат и нашите гледачи. Викторија, сакам да ја прашам за новата лидерска програма, така всушност јас и пишав на Facebook, Викторија, па ја нели треба да бидам во оваа програма, а уште не сум во оваа програма, така се пишував, ама сакам да ги запознаеме и нашите гледачи. Тоа е програма која што, ако не се лажам, веќе започна од ноември, па ќе трае до неколку месеци, до јануари беше како? До април. До април, се извинувам. До април трае. А може ли да кажете нешто за оваа програма, затоа што еве гледам дека споделувате баш и на вашиот Facebook профил фотографии, сведоштва на жени кои што се веќе дел од програмата, некако целата енергија е позитивна. Еве сега тоа баш и ќе го прочитам, значи лидерска програма, обука за лидерски вештини за жени со влијание. Дали тоа значи дека само жени кои што имаат влијание можат да се пријават или пак жени кои што и сакаат да постигнат некое влијание? Програмата е наменета за лидерки, за жени кои што веќе имаат одредено искуство, значи минимум 7 до 10 години, во своето поле и на кои што ни им помагаме да го прошират и зголема тоа влијание. Супер. Истава програма ја имплементиравме заедно со Ирина Јакимова и со партнерки од Австрија и од Германија. Беше спонзорирана од Еразмус, од Европска унија, во 2024 лани. Го направивме пилотот тогаш на обуката со 18 жени од јавен, непрофитен сектор, од невладени организации, владени институции и академски институции. Идејата е затоа што овие жени не добиваат поддршка во својот развој, така што за тоа ни беше и поддржана програмата од Европска унија и имавме фантастично искуство со тие 18 жени кои што беа дел од првата програма и има нивни изјави на социјални. Од какви позадини доаѓаат жените на ваква програма? Буквално од сите сфери. Имавме и од различни националности. Целта ни беше да одбереме една група која што ќе представува, која што ќе го представува општеството во тој дел. Така што имавме од Министерство за внатрешни работи, од област на здравство, од област на едукација, област земјоделие, сиромаштија, sustainability или одржливост, фала,
Што Да, друго ја така на англиски, кога ќе заглавам, на македонски па кажи го. Значи, буквално од сите сфери на општеството и од различните различни професии, сфери, па вие им давате како некоја насока каде уште повеќе да се развијат, уште повеќе да блескаат, еве да кажем. Лидерство почнува од внатре. Лидерството е од внатре, не е од надвор. Значи ги зајакнуваме жените внатрешно, внатрешните капацитети им ги градиме, за да они станат јаки лидерки кои што после тоа од внатре тоа се шири на надвор. Така е. Да. Затоа во вториот дел ќе те прашам за импостер синдром, Тоа нешто кое што јас верувам дека нема некој со кој што не се соочува, ама има нели алатки, сигурно има некои вештини како тоа да го контролираме. Време е за реклами, почитувани гледачи, ние ќе направиме овде една кратка пауза, вие останете со нас во продолжение, нели ќе одиме со разговорите и фотографиите од нашите гости. Останете со нас.